Поголемиот успех во култната емисија на Крешимир Мишак на рубу знаности, која оствари повеќе од 150.000 прегледи и гостувањето на супер популарниот Атма подкаст во Хрватска, денес со нас е Никола Ристевски, човекот кој важи за еден од најголемите промотори на македонското културно наследство. Повеќе од една декада од својот живот има посветено на истражување и пренесување на македонската античка, средновековна, но и современа историја. Историја без чие познавање е скоро невозможно да го разбереме контекстот во кој што денес живееме, а уште помалку да ја предвидиме иднината. За сите љубители на македонската историја, оваа епизода ќе биде вистинско уживање и ќе биде епизода од која што ќе научите многу нови работи за Македонија кои што досега не сте ги знаеле. Но пред да започнеме, земете момент да се претплатите на каналот, стиснете лайк на епизодата и на таков начин поддржете нашата работа, за нас би било од големо значење. А сега, Никола Ристевски. Многу ме радува што си конечно тука, затоа што ти си еден од оние луѓе кои што можат да ми дадат одговори кои што мене лично да кажеме, а и верувам дека голем број на луѓе ги измачуваат во текот на нивните животи, односно непознавањето на нашата историја. Значи ние сме буквално секако дрва без корен. Значи ние некако растеме, ама растеме на криво, не знаеме ни од кај доаѓаме, ни на кај одиме, некако на се што зрачи како сигнал денес како нас ни кажува дека повеќе треба да се фокусираме на иднината, дека минатото и не е толку битно, а ако се свртиме на кај минатото, гледаме дека најголемите копија се кршат токму таму. И ти си еден човек кој што голем дел од својот живот има посветено на изучување на минатото, на македонското културно наследство, нешто што верувам дека денеска мене, а и на многу луѓе ќе ни даде насушно потребни одговори. Фала ти што си тука. Здраво, живо, благодарам за можноста. Мило ми е што после пола година од како се прв пат слушнавме, имам можност да сум гостин овде и се надевам дека ќе имаме убав разговор. За волја на вистината, ова ми е прво гостување на подкаст во Македонија. И околу ова минатото и нема познавање нема стабилна сегашност и мирна иднина без познавање на минатото. И ако го земеме времето дека всушност не е линеарно, туку спираловидно, затоа што историјата се повторува, нели? Со познавање на историјата не само што можеме да си олесниме сегашноста, туку и да си ја малку возможиме постабилен, би рекол, постабилен живот во иднина. Да, значи како ние имавме контакт, да кажеме, со античкото македонско минато преку проектот 2014. Тогаш се актуализираше целата таа дебата, но и целиот период претходно, да кажеме, ние имаме некој спор со Грција околу името, за кој што знаеме дека тоа е спор и дека името е проблем. И ништо настрано од тоа, да кажеме, новата генерација на луѓе не знае. Ние едноставно не знаеме зашто се караме, не знаеме зашто не спорат, не знаеме колкаво ни е името, практично. И денеска би сакал со тебе да пробаме да одговориме колку наназад датираат македонците, кои се македонците, кои сме ние практично, и дали сме ние истиот народ кој што бил овдека 2000 години претходно, или сме, како што се нели сите теории, понови словени некои дојдени од север, од преку Карпатите, од преку некои планини и така натаму. Несомнено историјата е историја на која што нешто историја. Ова е цитат од еден од моите текстови. Историјата како приказна, како историја, нели ја пишуваат победниците. Но наследството, невербално пренесеното како културно наследство, преданија, приказни, митови, легенди, всушност е запишено од народот во колективната свест, па и подсвест, би рекол, затоа што некој случува деперсонализација во народните приказни, па за еден исти лик се раскажува под друго име, така натаму, и дека оно што народот го има како колективна свест е нерасчелив дел од идентитетот на тој народ, а како ја по професија сум економист по образование, се занимавам и со проучување на културното наследство и природните ресурси, така имам добиено спознанијата со кои што располагам. Сватив дека
као дел од генерацијата која што беше прво деление у 91 година. Ние бевме 8 септември кога беше 91 година, ние бевме прво деление. Пола класи, пола деление и повеќе имаше учебници со Кирил и Методи, а дел од децата се уште има учебници со буквари со Тито. В семејствата кои што се биле предпоставувам Тоа е првата генерација првачиња фактички. Првачиња, да, од таа генерација, прва генерација првачиња во независна и суверена Македонија. Ние не сме биле Титови пионери, пример, мојата генерација која што е растена додека сме биле деца, беше војната, се распаѓаше Југославија, потоа кога прелетувам во авионите за Белград, јас сум доаѓам од Свети Николе во основното училиште, ни се тресеа прозорците од училиштето кога прелетуваат тие. Не знам, НАТО нима пуштено браната кај нас тие години, крајот на 90-тите, некакви контейнери, па тогашната општина сакаше и тужи, па и таа, па дојде војната 2001 кај нас, ние бевме средна школа, нашите постари другари отидоа таму. Како генерација која што растела во такви општествени околности, цело време ние како деца гледавме името, знамето, грбот, нели се нешто проблем беше, се менуваше прво како беше се смени знамето, па името и така натаму и да, имавме знамето беше црвена петокрака. Да, но првото знаме независна и суверена Република Македонија беше символот кој што според мене погрешно го нарекуваат символот од Кутлеш, односно сонцето со 16 краци, можеби за тоа малку подобро подоцна да позборуваме за символот тоа знаме, тој символ на Македонија и беше насилно променето во ова знаме кое што го имаме сега. Исто така и со името кога таа поранешна Југословенска Република Македонија по со референдумот кој што правно се надевам дека еден ден ќе биде референдумот ќе биде признаен како валиден, дека тоа што валидно ќе биде признаено тоа што мнозинството го бойкотиравме референдумот и немаше ни цензус, не се што треба, дека мнозинството од народот во Македонија не беше согласно за промена на името и од една страна е многу реалноста би рекол шизофрена и до толку дисторзирана да новите генерации не само што немаат одговори на некои прашања, како што ние сепак сме ги имали во 90-тите, имавме книги, преводи и на македонски, и на српски, и на хрватски за Александар Македонски, Аристотел, Платон, Сократ и така натаму. Друга литература се разменуваше во тоа време помеѓу помладите генерации. Сега со напливот на модерната технологија, секој може да направи веќе AI или било какво видео на историска тема, да употреби вештачка интелигенција да го направи тоа. Коренот на знаењето, баш убаво што ги спомна тие, значи ги погледнав неколку, точно дека вештачката интелигенција дозволува сега да креираш као кратки анимирани документарци на било која тема, но знаењето кое што се пренесува преку тие документарци пак е неисправно. Токму така и прави уште поголема дисторзија и недоразбирање, отколку разбирање на темата, бидејќи ако се си беше, не знам, ако македонскиот идентитет како идентитет, сега ние во личните карти што не беа претходно си бевме Nationality Macedonian, сега сме Nationality Citizen of Republic of North Macedonia и се случи една насилна промена на македонскиот идентитет, кое што новите генерации не само што не можат преку образовниот систем, туку и не можат преку мејнстрим културата, медиумите и тоа што се нуди многу ретко некаде каде поминува воопшто таква информација која е поврзана со македонскиот идентитет од древнина па до денес. Новите генерации многу тешко можат да дојдат до информации, но она што сакам да го потенцирам е дека треба да се употреби интернетот и тоа глобална село, таа глобална мрежа и сите тие архивирани податоци, скенирани книги и се, за секој сам да си го најде одговорот. Не така што ќе прочита 1, 2, 5, 10, 100 книги или ќе изгледа не знам колку документарци, туку тоа да го спореди со она што му кажувале родителите, бабите и дедовците, роднините, оние повозрастните на другарчињата, родителите и така натаму. Ама тоа не постои. Мислам да бидеме реални дека никој денеска нема да земе и да прво да истражува извори за нешто што се вика македонски идентитет, а после тоа и да ги споредува. Значи, тоа се многу чекори за тој attention span што ги имаме денеска на луѓето, кој што јас стварно мислам дека е нереален и дека луѓето нема да тргнат по тој пат. Единствен начин на кој што би можело тоа да се изведе е луѓето да добијат финална информација која што
изворот на таа информација, да кажеме, ќе биде кредибилен. И јас ја гледам твојата улога во ова снимање денеска токму таква. Значи, ти си човек кој што има, прво имаш издадено многу книги, зборници, книги, видеа, имаш испроducирано документарци за Македонија, за античка Македонија, среден век. Значи, повеќе од 10 години од својот живот имаш посветено на едноставно на истражување, на учење, на знаење, пред да излезеш во јавност со било каква, да кажеме, изјава, нели, порака, заклучок за тоа кои се македонците, што се македонците, си потрошил многу време и си многу кредибилен извор да кажеш едноставно и човек да те слуша. И затоа тебе сакам да те прашам, со тој бекграунд што го имаш, значи кои се македонците и дали сме ние истите луѓе? Ви генетски, ако се направи пример, во посебно Бугарија, као дел од Европска унија, со тие проекти се напред со тоа cultural heritage. Нивото на менеджмент, нивото на управување со културното наследство во соседните земји е на многу повисоко ниво отколку кај нас. И пример, таму прават испоредбени истражувања ќе најдат од одреден период од праисторија, антика, остатоци од човечки тела и ДНК, таа ДНК анализа од тоа ќе споредат со примероци од денешна ДНК анализа. Тоа што е направено како истражување по ДНК по македонците покажуваат дека ние имаме дел во нашата ДНК, поголем дел од населението. Тука има поврзано нешто со античка Македонија со тоа, но оно што е важно за мене е наследството кое што го имаме како невербално, како приказни и преданија. Па многу од во цела Македонија ќе го спомнам крал Марко. Ние како деца секој од нас бил соочен без разлика од која генерација со приказни некакви за крал Марко. Ние што сме од пред 90-те родени, повеќе можеби сме слушнале такви приказни. Приказните за крал Марко се всушност приказни за дехисторизација и деперсонализација. Пример, тоа се постари приказни дел од нив биле, за други херои дел од нив и за Александар Македонски, кој што забележале собирачите на народни умотворби конкретно 19 век, дека дел од тие предавања порано се раскажувале за Александар Македонски, а сега тогаш се почнале да се раскажуваат за крал Марко. И тоа колективно ние, како несвесно по Јунг, што го има определено, што го имаме како сеќавање, овде, за да излезе на површина, сепак никој не може да го спакува тоа со джвакано народски кажано и да го сервира на јавноста за они готово нешто, некој да им објасни, еве, тоа е идентитетот твој. Секој треба да си потрачи сам во себе идентитетот. И бидејќи attention span ние сме соочени со пикселизација на умот. Не можеме да задржиме внимание повеќе од колку 30-60 секунди. Добро, да. Онлайн, да, и ова, за да во една Германија, секоја семејство скоро си знае до пред 200-300 години имиња на дедовци, во една Италија и така натаму. Кај нас колку од нас си знае имиња на прадедо, на прапрадедо, на прапрабаба. И овде на крај не крив се никој друг, криви сме сами ние, затоа што као генерација која што бевме од првите генерации кои што гледавме MTV, VH1 што го укина, сега MTV се затвори, веќе целата таа западна култура, мејнстрим култура што ни дојде, никој не ни е крив што ние сами си дозволивме да се оттргнеме од тоа што го имаме, тоа што го почнавме као луѓе, како народ да гледаме на она old folks wisdom, на мудроста на старите, да гледаме како нешто застарено и заостанато. Тоа е всушност ми е поентата, дека тоа не одржува нас. Се прекина ланецот, каналот на пренесување, да кажеме. Тоа е тај generation gap. Да, затоа што во колективната свест, барем јас како сум го сфатил тоа, луѓето престанаа да живеат со своите родители и со своите баби и дедовци. Добро. Така, значи тоа беше на тоа се гледаше како неуспех во животот, да кажеме, ако човек се уште остане да живее со своите родители, едноставно начинот на живот бил неподнослив, па морало да се раздела за да нема две глави на куќата и така натаму. Но кога се дели така фамилијата, кога нели настанува неспособност на луѓето да функционираат во една таква единица, тука тоа си носи последици, нели? Океј, сега сме автономни, сите се посебно на страна, но многу немаш веќе тој канал. Значи луѓето се разделени и тука веќе све што било
до родителот, застанува до родителот. Значи детето си почнува нова приказна малтене од нула. Значи недоволни се тие средби за ручеци, за роден ден и фамилиарни собери, кај што ќе имаш неколку сати, да кажеме, да го споделиш своето секојдневие, а не па да прашуваш што се случувало со дедовци, со прадедовци. Така да, пак, зборнавме ни на кратко и пред снимањето, мислам дека таа интервенција направена во колективната свест не е вина на луѓето. Значи, едноставно им е како наметнат стил на живот кој што им се пропагира, од кој што не ги сваќаат последиците, многу од кога ќе се случат. Дори покасно сваќаат дека можеби тука нешто не е баш како што треба. Но фасцинатна е приказната. Прво, ние не знаеме, ние не ни познаваме античката историја. Без разлика е дали се многу книги за читање за да се проучи македонската античка историја. Јас би сакал, значи од твоја страна, ако успееме да го изведеме ова, ако на мало дете, на пример, да ми објасниш македонската античка историја во твоето познавање. Значи во кратки чекори колку што можеш. Само за на претходно што го зборевме, кумановци имат една, срами се да иде куде бабо и дедо на село да си каже од куде, а иде у етно село и у етно кафана и се слика. Да. Тоа е пак сега причина вина не можеме сите сме, значи, како индивидуи, како колектив, како општество, сите си сносиме одговорност за сопствените избори, така и да. Ние сите сме еден голем орган или државата сме сите ние, народот кој што живее во државата. И сите ние со сопствените избори го храниме тој голем егрегор кој што си тера како што си тера. И колку ние повеќе се оттуѓуваме од старинското што се смета дека е заостанато, толку повеќе не прифаќа тоа новото кој што нема никаква допирна точка со нашиот генетски код, морални етички вредности на претходните генерации кои што живееле овде пред нас и така натаму и така натаму. Па заради тоа се случува таа дисторзија. И сега за да, као на мало дете, си бил еден цар, се викал Александар и го нарекле Александар Великиот, и бил големиот, и бил најголем цар на целиот свет во неговото време, и многу мало отишел на другиот крај на светот. До другиот крај на светот и за жал, за воля на вистината не се вратил назад според оне што го имаме како податоци во Македонија. Тргнал за назад, ама не стигнал. Да. Тој цар потекнува од семејство чишто татко имал многу, немал Александар да биде Александар без Филип. Поголем државник и стратег е Филип отколку Александар. Филип е уствари првиот што ја покорува Грција, да ја прави таа Хеленска лига. Коринска лига, у тоа време грци не постоеле. Зборот грк историчарите знаат повеќе како кога е употребен и Хелен и Танитана. Ако земеме што велат преводите на тие историски извори од времето на Александар, ќе видиме дека од градовите држави, нели нас се не учели у школа, кога него немала бродови Македонија и ги викнала овие доздоле за бродови да имат, за да тргнеме ние на поход. А они после дали опсадата на Тир, дали Гавгамела, мислам дека после опсадата на Тир ги враќа назад и многу повеќе so-called Greeks, денешно кажано грци што не постоеле во тоа време, од тие градови држави се бореле на страната на Персија за воля на вистината, отколку на страната на Македонија. Татко му Филип имал немал воопшто лесен живот, пример. Многу превирање на македонскиот трон се случувале во тоа време. Македонија векови претходно била вазал на Персија, значи тоа што бил Александар, што тргнал татко му, тоа е како последица од долговековно, неколку вековно вазалство со не само со пари, со ресурси, туку и со многу луѓе кои што биле преселувани од Малазија, од овде во Малазија и така натаму. И според некоја алтернативна историја, Александар не бил ни првиот што отишол до Индија, таму бил и Дион или Дионис, кој што на Тигар ја преминал реката Тига, па затоа така го добил името и така натаму и така натаму. Во некои извори пишува дека дури кога Александар пред да се оние битки со Пор, со слоновите во Индија, дека испраќа во некоја нетешко достапна тврдина, испраќа експедиции из Видница, кои што биле пионските агријани, ако земеме така по географски денешна Македонија,
агријаните живееле негде Пробиш тип Кратово, тој дел денешниот североисток на Македонија. Агријаните биле пешади из Видница на фалангата и кога ги сретнале стражарите на тој стар град, стражарите зборувале, говореле на јазик кој што бил сличен на нивните предци. И така тие разборале дека некој многу одамна пред нив отишел таму. Комуникациите помеѓу Европа, денешна и Азија биле многу одамна, па така во стратегијата на Александар ние можеме малку се настрано можеме да видиме од Art of War од Sun Tzu, што е век, 2 века пред него, век и пол 2 пред Александар, како ќе му да е. Значи, комуникации помеѓу двете цивилизации имало цело време. Македонија си била царство кое што вака или онака обстанало. Денешна Република Македонија е единствената држава во Европа кое што има име кое што е носи корен од праисторијата, од она што го сметаме како историја. Македонија е земја со најмногу планини по метар квадратен, со една од земјите со најстарите езера во светот, земја на илјадници археолошки локалитети, земја на неброени приказни преданија, митови и легенди кои што оно што велат каде и да копнеш во Македонија, никој не мора да копа веќе затоа што се уништува културното наследство со негрижата и недостатокот на конзервација и реставрација. Поарно под земја. Поарно се стои под земја, туку каде и да копнеш во колективната свест, ќе најдеш некаква или несвест, ќе најдеш некаков одраз на тоа древно античко македонско наследство. Ако ништо друго, барем преку пркос, волја за промена, желба за неадаптирање кон средината, туку за адаптирање на средината кон себе си, би рекол. И ако на едно мало детенце треба да му кажеме што е Македонија, Македонија е многу повеќе од држава, Македонија е духовна сила која што обстојала и без нас ќе обстои, затоа што многу генерации поминале многу потешки времиња на ова тло, отколку што ние само 2-3 генерации поназад да видиме, пред меѓу двете светски војни, ништо повеќе. Многу по-тежок живот на сите нивоа од денешните генерации овде, а обстојале, па така оно што треба да остане запаметено, ја би рекол, тоа и природна селекција. Некој зашто е предопределен, туку кој зашто може да си дозволи да научи и да спознае нешто ново. Па така додека сме ние обседнати со целото тоа New Age, западна култура, мејнстрим, така и тана, дека старинското е старо, не, во старите лежи мудроста, во само земете ги учебниците од 90-ти, учебниците од сега, споредете ги што се учило историја тогаш, што историја сега, ќе видиме разлика, па така, во целото море на информации и интернет, доволно сме спремни како генерации сега во Македонија да определиме што е вода за нашата воденица, а што не. Од она што јас стигнав да прочитам за тој дел од историјата, што ми е се уште свежо, е дека самите грци во тој период не отфрлале едноставно. Немало грци, другар, нема грци, тоа е измислено. Хелени, градови држави. Како градови држави, така. Како сакаш кажи ги, значи таа област горе што била Македонија, тоа било Македонија. На Филип ги обединил, извини, сите кнежевства, кралства, нели, пред да спрема се. Филип ги обединил, они збореле сличен јазик, значи Филип имал 7 жени, Александар имал 5 или 6 жени, сопруги официјални. Он имал жена од Илирите, што значи дека се разбирале, говореле на сличен јазик. И тоа што они не сметале нас како барбари, Демостен и други, премијава што пишувале, нели, варвари чии што ритуали се на ниво на животински, се со тие стари, дека они се граѓанството и тана. Дека и робовите дури не вредат да се купат од што се неупотребливи. Од тоа ниво на варваризам, значи не знам зошто па не можеле да ги контролираат. Да. Не можеле да ги вградат во нивниот шаблон, во чисто шаблон сме ние сите вградени денес како citizens of Republic of North Macedonia. Да, но во начинот на функционирање се испостави дека какви да биле или какви да ги нарекувале македонците тогаш, тие сепак биле царство, а градовите полиси функционирале врз принцип на демократија. И уште тогаш се покажало дека тој принцип на функционирање, демократскиот принцип, прави многу проблем во самите градови и ги прави многу лесно покорливи. Значи, и така уствари паднал токав дел. Така Филип раздели па владе, не од раздели па владе, Филип го прави право, он ги подкупува два табори едни со други да се кочкат, да се расправат, само баш поради нивната демократија. И сега, од
од тој дел, да кажеме, Егејска Македонија бил, да кажеме, стратешка некоја битна, клучна точка од која што Беломорска Македонија, од каде што тргнало тоа античко македонско кралство. Значи, па да стане царство, така. Така, тргнало да се освојува Азија. И сега Па не од таму било она, извини, нели Пела Бела престолнината, но војниците и целата империја биле од целата денешна територија на Република Македонија, целата територија на етничка и географска Македонија и целата многу пошироко. Војската нивна била, затоа што они имале посебни единици. Пример, генералот на пеонската конјаница Аристон се враќа и гине штитејќи ги Олимпија, Роксана и Малото царче. И многу војска од тука отидена натаму. Александар собирал па патот војска и се тоа, ама овој дел од Македонија никој не може да каже дека не бил дел од таа античка Македонија, затоа што археолозите потврдија дека една од последните палати на античкото македонско кралство се наоѓа на локалитетот Бела Зора или Била Зора до Свети Николе на 5-6 км од тука. Мислам, колку од не знам колку имаш проверено во брзо време, колку се тие факти, тие историски факти денеска присутни во учебниците по историја. И нека не се во учебниците по историја, значи колку се тие факти општо присутни во колективната свест на денешниот човек, да кажеме, што се нарекува македонец. Значи колку е запознаен со таа некоја историја што се случувало, како тече тој тек. И да се направи барем да се добие некоја прилика за проблемот, зошто толку сме биле оспорувани. Не мора да одиме толку назад. Не мора да одиме во антиката, бидејќи ако ги погледнеме, шаблонот ми се повторува од тоа време, сакам да кажам. Да, луп цело време, истото, едно по исто. Од тогаш трае, за да сега дојдеме во ситуација да кажеме да смениме нешто или да се откажеме од нешто или за да прифатиме нешто, треба да ја знаеме историјата, така. Ако погледнеме не толку далеко, ако погледнеме пред 120-30 години, пред 150 години, ги видиме оние генерации на гемиджиите, на луѓето кои што окренале Денското востание, малку пред нив една генерација, ако погледнеме, луѓето кои што биле дел од Разловечко, Крестенско востание. Тоа биле образовани и едуцирани луѓе, значи, за жал во македонската јавност е присутно дека тие, не знам, биле романтичари некакви, што биле поучени малку, се занесувале, биле романтичени, збореле за античка Македонија, затоа што другите околу нив почнале кралства, царства да имаат, и дека тоа е дел на некој ревајвал во 19 век и тоа е тоа. Па голем дел од тие револуционери биле образувани у многу високи образовани институции по странство, по Швајцарија, по Франција, по чуда, не само овие солунски гимназии што се кај нас у близината. И тие генерации на луѓе со фондот на литература кој што го имале во Македонија, еве да не идеме многу, Джинот, Пулевски, па наваму да додиме, па преку Лозарите, младата македонска книжевна дружина, Мисирков и така натаму. Имале многу поголем обем на фонд на литература располагале со кој што ние располагаме денес. Не ни е скриена таа литература и да ја нема во библиотеките, достапна во дигиталните библиотеки на соседните држави. Јас така сум ја нашол, никој ми ја нема дадено на тацно. Тоа е сето јавно достапно. Достапно е на архив Орага, има стари книги скенирани од сите светски универзитети и така натаму, но колку сме ние удобни во колку ни е на нас комфортно во заспаноста која што ја живееме во Матриксот, би рекол, нели маја илузија да Вейл превезот што ни го прави. Ние сме корпус херметикон, затворени сме во 5 сетила. И сами како индивидуи, како човечки суштества се дозволуваме она со така наречено модерно време да не отрекне од нашата вистинска натура, тоа е нашата душа. Бидејќи дух без материја не бива и обратно, тој баланс на духовно и материјално воопшто го нема во Македонија. Гледаме дека материјалното има превагнато, дека има натежното на вагата во колективот, во друштвото, во општеството, и се надевам дека нови генерации ќе дојдат еден ден подобри од нас и дека ќе сватат дека историјата македонска е голем дел од неа на двајца комити, третиот ќе биде Кодаш и така натаму е братоубиствена,
сами на себе македонците многу пати во историјата си направиле сопки. Оно што ни кажуваат окупаторите, едни и други, голем дел од злосторите врз македонскиот народ ги направиле преку домашни платеници и предавници, и така било во историјата одамна, така се повторува и во скоро време, и се надевам дека еден ден ќе додат подобри од нас кои што ќе го потребат слободата на новото време, и сите тие луѓе млади што работат од дома, што се, не знам, геймери, програмери, дизајнери, копирајтери, веб девелопери, така натаму се она што е сега како струка што се работи од дома, дека ќе бидат новата движечка сила на Македонија, бидејќи тоа, тие мали бизниси, тоа само предприемништво, тоа self-employment е уствари всушност најголемата сила на Македонија, колку и да сакат да ни кажат дека е тоа, не знам, рударството и металургија и итана, сепак без човечки капитал ние не можеме да одиме напред. И се надевам дека тие помлади генерации од нашата, дека ќе го применат тоа древно знаење на преку начин на кој што прво ќе си го олеснат животот овде, ќе овозможат дел од нивните генерации што се иселени да почнат да размислуваат на враќање, дел од моите другари што се заминаа пред 15-20 години, почнуваат малку дел од нив вака или онака или да се враќаат, да инвестираат во имоти, бизниси во Македонија, и дека ќе почне да се развива една нова свест на, еве ќе направам паралела со ова што го збориме со историјата, дека македонците можеме да го освоиме светот со ум, со интелект и со работа, а не со војна, не со политика, не со пропаганда, па дали? Да. Затоа што Да. еве ако ја земеме паралелата со Александар на пример, Добро. ти ќе ми кажеш дали е вистина, мислам или Абе не знам, ја не знам другар дали е вистина, да. Кои се твоите знаења? Твоето знаење е поголемо од моето, затоа ќе го земам како вистина Добро. во овој случај, иначе можеби не е апсолутна вистина. Кога стигнал во Гордион, Добро, со Јазовот. Значи, дали го одмотал, да кажеме, на интелигентен начин или го пресекал со мачот? Дали сечењето со мечот не е одраз на врвна интелигенција? Па не знам. И прикажување на сила, јас сум царот тука. Так. Можеби, ако треба да се испрати порака до сите останати. Ја тоа како го гледам символички. Било заплеткано нешто до тогаш. И не можело да се оплетка. И тоа што било заплеткано таму, било заплеткано и во овој дел на светот, во Македонија. И со символичкото сечење на Гордиевиот јазол, тоа е нели прикажано колку уметнички дела, колку пати е прераскажано, приказни. У Ренесансата е страшна инспирација за многу гравури, артворкс и така натаму, дека тоа е всушност символички пресечување на владењето на старото време, оти нова ера почнува тогаш, ново време, нов начин на владење. Александар е првиот кој што познат во историјата, кој што воспоставува нешто познато на нов светски поредок за тоа време. И со тоа сечење на јазолот всушност се пресекува нешто расплеткано, што е пак заплеткано од тогаш нааму, бидејќи ако видиме Александар Македонски е спомнат во Библија во Стар Завет, книга на пророк Даниил, и таму има еден дел, уште колку вечери и утра ќе поминат дека светилиштето да биде очистено, уште 2300 вечери и утра, или 2300 години, од тогаш до сега е поминато баш толку време. Што мислиш за филмовите, например, за Александар Чиста Македонски? пропаганда. Кои филмови? Ако е тоа Аристон продукција што е направен документарниот филм, е единиот филм. Не, зборам Холивуд, мислам како се викаше. Ако зборуваме за документарниот филм кој што го направи продукција Аристон пред 3 години и е првиот документарен филм за Александар Македонски направен во Македонија со нарација на англиски јазик, тоа е нашиот документарен филм, е прва приказна за Александар Македонски, раскажана на англиски, ама на македонски начин. А за ова Холивуд, блокбастери и така натаму, чиста пропаганда. Чиста пропаганда, ама тоа е филмот што ќе допре до милиони луѓе и што ќе го обликува нивното мислење на крај. Па види пример, ако, не знам, некој од странство, некој наш јак бизнесмен сака да инвестира у некаков филм за Александар, нека не инвестира у филм за Александар. Дека инвестира у млади, да им направи хабови, да им направи села кај што ќе имат high speed интернет, кај што можат да работат, кај што ќе си прават нетворкинг меѓу себе и така натаму. Зошто го зборам ова? Многу други работи треба да се сменат во општеството пред ние да почнеме да збориме за
начинот на владење во античкото македонско царство, начинот на разбирање на нивно општеството, на природата во тоа време и тоа. Ние во денешно време прво не можеме да знаеме како тие размислувале. Немаме од времето на Филип Александар, немаме ни оригинални книги, све се преводи од некои векови подоцна. И реалноста која што ја живееме и денешницата, ја би рекол дека од целото тоа славно македонско минато треба да учиме многу како не треба, од многу случаи во македонската историја, да ги извлечеме лајт мотивите, би рекол, оно што го инспирирало целиот свет. Стратегијата војна на Александар се изучува во врвни светски, не само воени училишта, економски и така натаму. Треба да ги препознаеме тие работи во македонската историја, дека треба да го препознаеме интелектот на нашите преродбеници, дека треба да го препознаеме пркусот на, според мене, најголемите дејци во поновата македонска историја, анархистите, гемиџиите, солунските атентатори, дека треба да знаеме, да сме ја прочитале за македонските работи од Мисикров и да ја знаеме. Значи, ако некој се сомнева нешто за средновековната македонска историја, например, нека ја прочита за македонските работи од Мисикров внимателно, да види што пишува таму, каква била војската на Волкашин и Углеше и така натаму. Сите ние тоа сме го читали како лектира, како дел од училиште. Многу од нас знаат да ги спомнат тие славни македонски дејци, да ги испринтаат на мајца, на не знам што, да користат нивни цитати, но колку од нас ги прочитале тие дела кои што се достапни, колку од нас го знаат Рацин. Во Свети Николе пред Втора светска војна, пошто нели Рацин кога бил Бели Мугри била забранета и танитуно, бил останал еден примерок кај нас во Свети Николе и тој бил запленет, а младите ја научиле на памет и си ја рецитирале Бели Мугри еден преку друг. Па дали ако одиме ја наназад, дали богомилите би се одржале толку векови како богомили, како тајно друштво, од тука што се проширило низ цела Европа, ако го немале тоа криптирано тајно знаење, ако не делувале under the radar, под радарот. И тоа е всушност ноу-хау што го има твојата генерација, помладите од тебе. Вие го имате веќе тој скил, ноу-хау со новото. Знаете како да се тргнете од системот преку работите што ги работите. Знаете како да се нетворкинг, да се правите со луѓе на слична бранова должина, слична фреквенција од вас. Тоа ако не мора државата да го поттикне тоа, колку повеќе разбудени млади луѓе за значењето на земјата, не мора ние ги знаеме годините кој цар кога владеел, тоа ни историчарите не го знаат. Точно, тоа е сепак променлива работа, како се толкува, како се мери времето и така натаму. Да, но окей, тоа се детали и точно е дека не можеме точно да ги знаеме, но се доаѓаме до крупни, да кажеме, социјални феномени, како што е промена на име, каде што едноставно човек не знае на што е. Значи, ние го гледаме тоа целото како театар, гледаме, например, дека се менува име на држава и доаѓа, например, референдум. И сега, нели, опциите што се поставуваат за референдумот, дали ќе оди државата напред, дали нема да оди, па ако се смени името, па што ни значи на името, па што ако сме северна, па што ако сме јужна, што ни менува тоа. И сега, човек ако нема темел, она што сакам да кажам, ако го нема тој темел, да кажем историски, да знае зошто е битно едно име да остане константа во текот на периодот, или дали е можеби моја должност да направам нешто за да остане тоа име, кога ќе дојде момент како референдум или гласање, или кој ќе ме праша можеби некој нешто, или можеби на маса ќе седам, утре ќе ме прашат, нема знам што да кажам, например. Што е твојот став за името? Утре децата ќе те прашат, тато, зашто ја смениле името? Што е тоа? Го сменија за да оди државата напред. Каде напред? Каде? Кој е име? Да, што значи ово име сега? Како се викало претходно? Нема ни да знаат, ме разбираш? Се менува како историјата. беше трето полувреме? Кој е името на ово? И сега, не знаеме, ме разбираш, немаме корен, за тоа ми е битно. Имаме корен, свето име, древната лоза на Дион и новото сонце на слободата. Еваха се. Да е нова генерација, јас се обидувам да се ставам у мајндсет на некој половин, half of my age, половина од мојата возраст, имам 40 полни, некој од 20 години. И пробувам, знам дека нема да тешко е тоа да се успее, но од прилика да се доближам. Тие што има 20 години сега, сме 2025, се родени кога 2005, добро. Да. И голем дел од нив
ни на школа се училе нешто кое што треба за Македонија, ни па се имале средина која што можат да учат нешто за Македонија и разбирливе од една поширока перспектива гледна точка, разбирливе таа незаинтересираност, одбивност, нели, кон се што е тоа, затоа што е представено како нешто старо, а најмногу како нешто што пречи. Ево на државичево, се е супер, се беше супер, сметаше знамето, сметаше грбот, сметаше името, а името сметаше, се треба да се смене. Македонска академија, се тоа треба, нешто се... Археолошки музеј на која држава е сега, толкави букви пишува. И се тоа сметаше, нели? Сметаше се тоа за да државата тргнала напред. И еве, тргнали напред? Не. Значи, што тоа секој логичен човек, мен како би размислувал како млад човек, јас сега да имам 20 години, значи, сушност биле управо, вие што смо бойкотирале на референдум. Дека биле свесни, за тоа што биле мнозинство и сме бойкотирале на референдум како мнозинство, не излеговме да гласаме на референдумот, дека тие луѓе биле управо. Зашто? Затоа што не биле прифатиле да бидат дел од насилна промена на име на држава, дека тоа после тоа како се направи правно и на еден ден ќе дојде можеби тоа начин да се ревидира и да се смени. Но поентата ми е дека младата генерација треба само да разбере дека да беше Македонија нешто беззначено, немаше да доаѓаат пред референдумот тие сите германски канцелари, австријски, сите дојдеа од значи, ако ние сме толку неважни, ќе дојдеа ли сите тие така наречена тешка артилерија, нели, политиката што ја викат. Не знам, дојдеа булдозери, видим ги изјавите како се. Булдозери у политиката, или ние имаме 3 пилари, имаме ти ој разбери дека тоа стол дека Да. Вокабуларо и начинот на представување е толку на официјалните носители на јавни функции. Оти они гледаш, они се лидери, прават митинзи и прават хепенинзи. Значи, не се водачи, не прават собори и не прават настани и случувања. Користат за основни работи странски зборови, интернационализми, за да се покажат дека се демек еве нешто над обичниот човек со поголемо знаење, со друга риторика. А врска нема, продавање магла и младите само нека погледнат што се случи. Подобро ли им беше на македонците откако се смени знамето, откако се смени грбот на државата, откако смени името? Не. Нели е тоа доволен одговор за да сватиме дека намерите на тие што биле за да го сменат тоа. Дали е параметар, дали е воопшто параметар, ми е прашањето тоа, дали е подобро. Значи, дали ако не ни е подобро, еве да кажеме, или ако ни е подобро, што сме го сменили. Што е подобро? Тоа е индивидуално, нели тоа да. Збориме за што? За животен стандард од државата. Да, значи, еве да кажеме све да е подобро. Животен стандард и среќа, не бива се. Мора за нешто да збориме. Еве, да, значи, нека е сите параметри нека се. Да го земеме најутопистички пример. Поздрави ли се луѓето? Подобра плата ли? Еве да кажеме подобро ли образованието? Посреќени ли се на крај? Нека биде така. Значи, дали е наше воопшто, дали можеби такво дисконтинуитетно гледање на текот на историјата, затоа што историјата е еден наратив. Да, сторија, така почнем. Значи, да, приказна. Значи, ние ако направиме нели птичја перспектива да видиме кај сме во таа историја и што правиме и дали имаме право да ги допираме тие работи воопшто, без разлика дали нас ќе ни биде добро или не. На многу луѓе им било многу полошо од нас. Тоа така. Ама еве зашо на ни еден македонски цар крал му се не му се знае гробо, освен на последниот што е однесен како роб у Рим и у Италија му е гроб. Персей. Да. На никој друг не се знае гроб. Па дали сме се прашали ние како генерација дали заслужуваме прво тоа да го знаеме? Не дали некоја голема сила на нас ни дава да откриеме нешто или не. Дали ние прво генерација сме достојни да дознаеме такво нешто со нашиот мајндсет, со нашата духовна, морална, етичка. Да, види, значи мене таков културолошки шок ми се случи во Египет кога отидов. Значи Египет знаеме, значи цивилизација, пирамиди, не знам свинги, не знам какви музеи, што све не.
одиш таму, бит пазар човече. Значи тоа е хаос, страв да те фати. Значи гледаш дека они се како да Бит нема, пазар за тоа е цивилизација, супер си у бит пазар, ама супер си у бит пазар. значи они немаат допирна точка со тоа што биле некогаш. Но не знам они се како ги како ја толкуваат историјата или како го влечат. Ама допирна точка немаат со тоа сигурно. Значи, ова што е моментално цивилизација во Египет, не може да ги избрише, да ги исчисти пирамидите, не па да ги направи. Што се вика. Така да, од таа перспектива се очекувам дека некој кој ќе дојде во Македонија, место со такво богато културно наследство, кој ќе не види нас, ние сме стварно како подобранци овдека. Сега тоа колективното, тоа нас, ние и така натаму. Па да, нас ние, значи ние што масата на луѓе што ја води, што ја обликува оваа држава, така. Еве го и име ќе смени, и не знам што ќе смени после тоа. Ама не е тоа мнозинството, тоа ми е зборот од преска. Тоа не е мнозинството во државата. Тоа е минимално мнозинство. А не е тоа мнозинство. Тоа мнозинството е поголем дел кој што е абстрахирано од тоа, кој што не е дел од тоа, кој што го игнорира тоа. Не, ама дали може да си дозволи мнозинството да игнорира во такви ситуации? Тоа е поради generational gap, што го спомнавме, нели, предавањето на знаењето од колено на колено и така натаму. Се случила миграција село-град во Југославија, као подобро ќе ви биде у град, нему село кој да произведува, испразнети се селата. Цензуси секогаш ќе се спуштаат, значи ако има малце луѓе ќе биде уште помал цензусот, ќе се дојде до некој цензус за да се направи некоја промена, значи мнозинството ако не го интересира, значи се согласува. Делчев рекол, неќам револуција да правам кланица, вика со неќам да носам говеда на кланица, мене ми треба народ спремен, научен за револуција. Да, многу е интересно, го слушав иначе Домагој, ти кажав, значи вие бевте, имате заеднички подкаст во Атма подкастот, што е фасцинантен подкаст, го препорачувам на сите да го погледнат. Ти исто така имаш едно гостување во на Рубу знаности кај Крешимир Мишак, што е едно ремек дело исто, значи мислам не знам дали си првиот македонец или има уште други. Не сум прв, пред мене од Македонија има покојниот професор кој што го има откриено Кочино, па дома го има зборено за Македонија, па и јас зборев. И сега пак ќе одам во Рубу знаности за 1 месец од сега, живи здрави. Тоа е оно што сакам да ти кажам, значи ти си една таква енциклопедија која што и на Балканот веќе е препознаена, на Рубу знаности е култна емисија, значи тоа е како ти кажам, златниот грал, не знам како да го кажам тоа, значи во тој ранг на емисии и подкасти, можеби, но Домагој кажува многу јасно во неговото гостување на Рубу знаности за Александар Македонски дека тогашните владетели, вклучително и Александар, значи тоа не биле владетели како што се овие денес. Значи тоа биле стварно за Платон тоа збориме. Тоа биле стварно најдобрите, најпродуховени, најпаметни луѓе. Значи тие лидери биле лидери во секоја смисла на зборот. Не како резултат на демократски процес и гласање, да кажеме, без никаков филтер за самиот човек. И тој критериум на лидери бил задржан многу долго во историјата, без разлика што се случувало, тоа бил критериумот за лидер. Ама и водачите на нашето преродбенско револуционерно движење се од таков ковчег спремани за тоа. Така. И тие што ги кажуваш, и Гемиџи и така натаму, значи тоа се све првенци луѓе во тоа што го прават. Значи тоа не е нестабилни луѓе или луѓе што немаат ништо направено во животот, па луѓе кои што биле водени од идеал. Точно. Денес тоа не е така. Значи денес луѓето што не водат денес се добро, прво нели различен вид на управување, различен вид на држава, но за не заџаве порано имало совет на старци, на држава, заедница и така натаму. Дури помлади, ако се мудри, може да учествуваат во тој совет на старци што ги донеса решенијата и одлуките. И во древно време владетелот требало да биде врвен филозоф, врховен судија, стратег и да имаат изградено банкар. Да имаат изградено 5-6 личности
кои што Така. можат да ги пополнат во И сега моментот што кога е ги тоа треба. лесно во денешно време? Викаме види го некој со кој, види го каков му е тимот и ќе сватиш како е. Дека најдобрите водачи, односно лидери во денешно време се препознаваат по тимот, односно се обкружуваат со подобри од нив, така. Да. И што се тоа случува? Тоа не е така. Александар кога тргнал на кај Индија, Ужун, таму, на цела свита, тоа не се многу ретко се спомнува. Цела свита има на научници од различни науки по античките извори ги пишува, географи, биолози, чуда за да истражуваат на така. Значи, он бил обкружен со врвни експерти од секоја област од тоа време. А за денеска оние кои што го водат општеството, народот, партиите, државата, министерствата, општините, местните заедници, како и да го гледаме тоа, многу често, најчесто се обкружуваат со оние кои што им се подобни за нивната стратегија кауза, која што никогаш не е подобар живот на граѓаните, туку подобар живот на таа мала каста која што милувам да ја наречам буржоазија во обид, затоа што никогаш няма да стане буржоазија, е формирана како еден вид на каста буквално во државата, кои што имаат достап до бенефициите на системот и се всушност граѓанството додека оној народот кој што колку голем, скоро пола од народот, од населението не живее на рап на сиромаштија и така натаму, тоа е основната сила на државата. И на крај, свесноста за значењето на човечкиот капитал во Македонија, подигањето прво за тоа, луѓе имаме у сите градови, значи имаме зголемување на секакви болести, значи ракови, чуда, ментални болести, проблеми. Тоа не било порано и треба ние сите како свест, посебно помладите што гледате онлайн, знаете, побарате што е, што не е, можете споредба. Треба ние малце да се освестиме за некои други реални проблеми што ги имаме у општеството со ментално здравје, што не е огромен проблем, со карцином у секој град, секое село, и дека ние кога ќе почнеме да се грижиме за нашето физичко и духовно здравје, прво, за доброто на ближните и на заедницата, и кога промената би тргнала од секој од нас прво, тогаш можеби ќе се случи промена на колективно ниво. Вака, како што тргнало, под водство на тие лидери што никогаш нема да станат водачи, вистински во правилната смисла на зборот водство во македонскиот јазик, ќе си останеме да си бидеме на аморфна маса, граѓани на вештачка творевина северна, која што ќе се прашува што е и што не е. И да научиме од старите што ги одржало и сега на паралела со делот од историјата што не го спомнавме. 500 века турско и само се стаи у ситуацијата дека сабајле треба да станеш, да идеш на нива и дека над главата ти стое некој, дека може да дојде мајка, сестра, тетка, било кој да заплени, дека треба да останеш читав, што вика здрав у главата, за утре да па ако не ишле у црква нашите старија се помолат на себе, немало да обстојат 500 години, ќе се не истребиле многу одамна, затоа што ќе сме се побуниле и ќе се не уништиле како код, како цивилизација. Вака од едно село направи беле, преселе се у друго, истепат половин фамилија, остане таа фамилија, продужи род. Разбираш ме за извини на Свети Никола си обрна се за што зборам конкретно дека тај survival mode и инстинкт што го имат македонците низ вековите се гледа, разбираш, и само треба да се активира, секој треба да си најде начин како да активира, пошто секој од различен или предци, генетски код, различно подјеби, у различна средина се живеел, ти сум живеел јас. Да, но за да активира ти треба најверојатно суштината да биде пренесена. Па да свати дека нешто не е во ред. Прво треба сам да свати дека нешто тука народно условно кажано не штима, така? Дали е тоа црквата, дали е тоа некој друг извор на минимална мудрост која што ќе биде пренесена како алатка на човекот да може да разбуди одбранбен механизам за да се спаси. Како така сите стари цркви се правени на место кој што благопријатно влијат на човечкиот мозок, особено на алфа брановите на човечкиот мозок. Дали тие градители знаеле да мерат фреквенции или не, или тоа го правеле на некој друг начин. Значи, колку и некој да голем дел од старите цркви се правени на места кај што и порано имало некакво храм и кај што луѓето ја обожувал живата сила, живиот Бог. И нашето ортодоксно православие во Македонија го има одговорот на прашањето како обстанал македонскиот народ, како што пред малку ти одговорив, да немало
свештениците биле оние кои што биле првите учители, свештениците биле оние по кои што иделе првите револуционерни канали за книги, пари, оружје и така натаму. Значи, од таму доаѓало и ден денеска во многу македонски цркви, ако отидеме особено во малите градови, не викам дека тоа не е така и во поголемите манастири и така натаму, можеме да ја најдеме вистинската мудрост само со еден обичен разговор со некој од свештениците, чуварите таму и тоа. И напливот цел од 90-тите нааму јас сум многу отворен за, пример, сум проучувал и компаративноство религии и така натаму. Но целото тоа како нешто, се што од тука, знаеш, не е застарено, не е модерно, тоа е заостанато у времето, тоа старите априле, знаеш, срамота е тоа да се прави више. Ај, дети, бабини, деветини, не знам што тоа, како се, нели, народно кажуваат сето тоа. Тоа е тоа под влијание на западната култура и на ова на север од нас, бидејќи примерен на паралела. Ние праше стари, што памтат, живи здрави најди, праше ги пред хипи времето да биде у Македонија 60-тите, кракалели се толку ќебапчиња и плескавици, пример. Тоа само како приликава време, значи тоа 50-тите, 60-тите е дојдено, порано го немало, тоа не доаѓа од север, кога миленото месо преви. Македонците друг начин на исхрана имале, тоа ние сега стана тоа на за колку брзо време дел од културата, нели, кога демек мелено месо. Повеќе чисто месо, мислам цело месо. Да. И истото е пример со алкохолот сега. Многу често кога некој ќе каже не сакам да се напијам ништо, го прашуваат аве добар ли си и така натаму. Тоа е станато дел од културата. Тоа сето тоа е дел од ова Крешо што го збори транскуманизмот, еден голем проект кој што е на дело, има за цел човекот да го отргне од вистинската натура, односно од сопствената душа. Па ако направиме на паралела со старо време, ќе видиме дека дури и оние стари учења во Македонија учеле за илузијата на реалноста и богомилите учеле за такво. И како ви кажам, Свети Климент и Свети Наум, ние учиме за нив првиот универзитет и така натаму. Они биле лекари луѓе, лечеле луѓе, правеле болници, не за џабе се тие Свети Никола болнички, Света Богородица болничка, манастирот Свети Наум. Тоа све биле болници и универзитети. Ние тука треба да видиме кои позитивни примери ги имаме од нашето минато и не со тие ние да кажуваме ние сме постари од другите и тана. Само да си го представуваме и прикажуваме или поново промовираме она што си е навистина наше, што е навистина од овие простори и како што за еден Александар Македонски имаат право во Афганистан, во Индија и така натаму да говорат, па да имаме право и ние овде и никој не може да ни го одземе тоа право. Па ќе се вратам овде на еден од моите омилени филмови од последните 2 децени, Имагинариумот на доктор Парнасос од Тери Гилиам. Имагинариум, доктор Парнасос и мистер Ник се расправаат таму во храмот и му кажува дека никој никогаш нема да може да го контролира раскажувањето на приказните, бидејќи тие го содржат светот, она што е свето и она што обстанало преку сеќа му на времето. Па така сторителингот, наративот, моќта на наративот, на пренесување на вредностите етички, морални, духовни, кои што ги имале тие луѓе во минатото, за кои што ние како генерација тргам од сам себе сме многу ние дале, кои сме деволуирани наместо да деволуираме. Само пред 3-4 колена назад генерација, камоли сега. Дека само ако го употребиме полезноста на овој нов свет, интернет, мрежи и така натаму, можеме да најдеме начин за да, македонскиот идентитет е во нашето ДНК, е во 95-6% на нашиот мозок, што ние не го користиме, во нашата слуз, лимфа, крв, во све, во нашата земја, колку коски се распаднале на македонски ѓунаци на оваа македонска земја, колку народ е утепан, ни крив, ни дужен, измучен, и дека целото тоа теже. И ако ние не имаме почит спрема тоа, прво ние, не можеме да очекуваме никој друг да има почит, не може да очекуваме дека и некој сега ќе се соберат луѓе и ево ќе му кажуваат на народот вака или онака, или ќе му покажуваат за стара Македонија како било. Џабе, ако се нема отворен ум да се разбере тоа, и затоа многу ми е мило што сум гостин во овој подкаст кај тебе, што го гледа и помлада публика и со кој што имаме вака, кој што се седевме пред снимање исто, значи да си разговараме, се правиме муавет, и да кажам дека никој не може да не излаже, да ни го прелаже нашето срце и она што ние чувствуваме. Па,
секој нека не ги прашува ни баби, дедовци, ни родители, ни роднини, ни комшии, ни никој, нека се запраша прво сам себе дали му е убаво, не мора во градот кај што живее. Кога ќе излезе малку, нели вика, не можеш да го видиш мостот кога стоиш на мостот, треба да се симнеш. Симнеш од мостот и малку од страна нека ја погледне сликата, убаво ли или му не. Ако не му е убаво и смета дека треба да си го бара патот некаде на друго место. Да, посебно за младите луѓе. Да, видите искуство. Ја пред прв пат да излезам од факултетот странство, професорот по мал бизнес ми рече тоа очи што ќе го видат, вика со ние на пара нема да го купиш оваа народната поговорка и вика купува искуство и гледа еден ден го донеси и врати го па назад тука и дека колку и младите ќе испаднат и ќе станат успешни надвор или ќе научат нешто на било кој начин, образовен, материјален, духовен, све заедно надвор од Македонија, дека еден ден ќе се вратат или ако не се вратат и напредуваат таму, ќе помогнат на нивни другари, пријатели итана, не само материјално да обстанат тука, духовно, ментално да останат прво здрави у главата, да останат дека... Да, се повеќе се обрнува внимание, мислам дека конечно и кај нас и на тој момент, на духовниот момент, на интелектуалниот момент, затоа што, како што кажуваш, долги години, долго време сме биле сиромашен народ. Едноставно збориме за материјална сиромаштија, која што сама со себе носи голема мака, тежок живот. И во обид еден народ да излезе од таа сиромаштија, тој е спремен да се откаже буквално од сите други аспекти, духовни, интелектуални, било какви, за да прво се справи со материјалниот дел. Сега, кога ќе достигне, да кажем, одредено ниво на материјален успех, барем да не е на дното, тогаш може да си даде момент да ги гради и другите аспекти. И мислам дека тоа кај нас моментално се случува. Мислам дека има некоја таква ренесанса, да кажам, иако можеби не изгледа така, но тоа е некој моје чувство. Од короната нема мој посебно за сега. Некој моје чувство дека едноставно луѓето конечно на некој начин почнуваат да го живеат и тоа духовно културно наследство кое што Македонија го има. Затоа што античките градови, големите бројни на цркви, приказни, басни и така натаму, значи ако е човек затворен кон целото тоа, ако го наблюдува само како феномен, ако не дозволи тоа да влезе во него, не може да го доживее. И мислам дека тоа се случува. Гледам дека луѓе одат по локалитети, уживаат таму, не одат само колку да штиклира, колку да каже дека бил, туку гледа што се случува. Но одат и не покажуваат дека биле. Одат и не покажуваат, одат за своја душа одат. Значи па гледа што било, па гледа камења, па што биле овие камења, па како функционирало времето тогаш, па што се случувало во тоа време, па кој може да ми објасни? И тука доаѓаат некако луѓето кои што како тебе, кои што навистина посветиле голем дел од својот живот на проучување на таа историја и едноставно се создава некоја успешна врска, да кажеме, и гледам луѓето како тебе како мостови помеѓу тоа време и ова време сега. Фала ти, ми значи што перцепцијата што представуваш, ми значи што ме представуваш така пред твојата публика и ти благодарам многу. И никој од нас не може да знае се, ама иако, пример, ја немам ово што го кажувам тука, не е моje мислење, ово е мој став, дека Македонија постоела, постои и ќе постои, исто така и македонците. Тоа хартија северна, наверно, тоа се хартија се трпе, ќе дое ден, ќе дојдат подобри од нас. Баш така, да. И некој ако бил, не знам, у Турска на одмор 20 пати, од тие 20 пати, 5 пати е вишол некои антички локалитети. Но и на еден од тие 5 сигурно има нешто спомнато Александар Македонски. Бил Италија шетал, нели, на така наак, и ќе види, ние кај Стоби имаме, имаме Хераклеа, имаме Била Зора, имаме Охрид, Баргала, Мороздвис, Тврдини, еден куп, Калиња, вакво кале, онакво кале. Имаме природни убавини у Македонија, имаме не знам колку реки, водопади, чуда и народот се повеќе сваќа колку ние не си ја познаваме Македонија, нели? Малку еден животен век за да ги прочиташ црквите, манастирите, убавините и локалитетите на Македонија. Треба да шеташ секој викенд некое место у Македонија, тоа е право на гориво, на бензин. И за да се придвижиш од место на место. И тоа будење на
интересот за древното македонско културно наследство ми е многу драго што се случува и се случува некако што спомнавме од време на корона нааму, туку ја го наблюдувам тоа негде од одамна почнало тоа, што 80-тите во Македонија имало такви културни уметнички движења пред распад на Југославија, не смееме да ги заборавиме тие генерации кои што враќале дел од македонското, пример, у музика, уметност, поналик на неусловенише кунст у Словенија, кај нас се тоа време, Мизар, Зеро колективот, целиот тој андерграунд на Македонија, интелектуален кој што е Мизар вметнале, нели, византиско пеење и натаму нааму и преку тоа е одраз на македонскиот идентитет. И гледаме дека голем дел од нив пак се активни и ден денес, дека се обновуваат тие санаториум од 90-тите уште свират, Мизар нови бендови, Горан Трајковски, Горан Таневски годишнина на кариера, Горан Трајковски проект за проект фантастичен и гледаме дека у Македонија таа искра на интелект, значи у ново време тие младински колективи на представи што не се дел од како ги независни театри сцени, се повеќе и повеќе, па не само на сцена, се по клубови, по кафеќи, по отворени простори држат представи. Слем поезија, читање на поезија, го имаме тоа се повеќе и повеќе, се чувствува потреба за, нели, оноа, ајде сега малку поле за културен надпревар. Да. Дека е живо. И што повеќе народ си ја гледаме Македонија, значи, еве еден обичен пример. Со символите нема играчка. Символите се езотерични и екзотерични. Прикажуваат многу значења само и само за да го прикријат она вистинското значење. Овде во Скопје, на ниеден, почнавме од таму, од 2014, на ниеден споменик го нема целосното сонце со 16 краци. Ако одете да броите, таму кај што личи се 15, 14, недостатно. Да, види, зирни ги имам на слики, ќе ти покажам. Отиди на фонтаната, ниедно не е со 16, за да не се лютат граците. И сега, како сакаш да успее некаква пропаганда кога символот не е целосен, така? Кога именувањето не е тоа сериозен си за ова, не сум го приметил. Или пример ево туку сред Скопје, собранието у форма на пентаграм, како пентагон е направено врз гробишта. У Скопје собранието, парламентот на значи одразо на нашата граѓанска воља е врз у форма на пентаграм. И сето тоа си има врска. Тоа Скопје 2014 за да се оттргнат од таа архитектура стара, нели, бруталистичка југословенска, да покажат нешто, но се тоа супер, окей, ама прво со тие пари за таа силна бронза таму и се ќе се направи библиотеки у Македонија, ќе се напунеа со убави книги, ќе можеше, но можеше, минато свршено. Ти како човек кој што, нели, умешно патува низ историјата, запознаен си со поинтимно, да кажеме, со улогата на символите, нивното значење и како се толкуваат, односно тоа е јазикот на историјата, така ја толкуваме историјата преку символите кои што останале од тоа време. И моментално пишуваш книга Окултизам, символи, сублиминални пораки, кои што треба да излезе кога? Па живи здрави или до пролет треба да испадне. До пролет треба да испадне. Иначе ти ми донесе до сега неколку книги од новите кои што ги имаш напишано. Ова е Мистична Македонија, која што може да се нарача на Амазон и може да се купи каде? На Амазон. Само на Амазон? Да. Тука негде низ библиотеки нешто да отиде човек да тркне? Ова не, само на Амазон. Мистична Македонија, значи ова е феноменално дело, така барем мене ми изгледа по содржината што можев да ја видам, фала ти многу, значи ќе ја прочитам со големо задоволство. Ќе оставиме линкот од Амазон, сите што сакаат ќе можат да се ја купат, нели, да дознаат малце повеќе за све она што го збориме денеска и да видат зошто си ти уствари толку битен извор за све ова што го збориме. И ајде малце за таа символика. Малце за символите. Спомнавме на почетокот дека ќе се навратиме на Вергината. Пред 100 и нешто години тогашната грчка држава ги има насилно сменето сите македонски или кажано-словенски топоними у Грција. Местото се викало Кутлеш, пример. Да. Кутлеш. Значи, колку си, да кажеме, запознаен општо генерално со историјата на тој дел од Македонија? Мисирков, од каде е Мисирков? Од Постол. Што е Постол? Постол е Пела, таму е. Како се викало Ридо, кај што се најдени гробниците таму антички. Палатица се викало.
палатата, кај што било. Значи, ние у јазикот го имаме ние кодот. Сме благословени со словото, можеме да читаме, го имаме оној лукс херметикум во јазикот наш. Еве кај нас била зора локалитетот, ево селото Кнежие. Народ кажуваше до пред некоја генерација дека некој кнез живеел тука. Горе за тоа селото се вика Кнежие. Или, не знам, стоби од столб, многу столбови, големи столбови, ако ги видиме столбовите у стоби какви се. Хераклеја го има направено Филип, татко му на Александар, во чест на Херакле, мискиот предок на македонците. Зашо? Затоа што половин фамилија му била од таму. И самата символика на тоа, или ево малку сега алтернативно, не знам, Минастирите од Lord of the Rings можеме да го читаме и како манастирот или битола и така натаму. Да, за тоа сум слушнал дека уствари од таму го имаат позајмено. Треба да видиме Толкин со кој се дружел, со какви умови, има некој поздрав до оние што ги спомнав од 80-тите, што биле млади во тоа време, сега се повозрастни од нас, уметници, писатели, музичари, македонци, голем дел од нив го имат истражувано тоа со кој се дружил Толкин во тој период. И ние тоа што го имаме као символ Македонија, Шо имаме? Македонија е символ. Македонија е символ. И пример, идентитетот наш, македонскиот идентитет, е символ. На што е тоа символ? На нешто што обстоело, што многу се обиделе да го променат. Па и веќе ти спомнам еден податок. Дури за време на Отоманската империја има акција преку која што крај на 19 век, тоа почеток на 20, особено крај на 19 пропагандите тука кога влегуваат, имаат пуштено до International Bible Committee в Лондон, до меѓународниот комитет што објавувал Библијата на светско ниво, барање да се тргне терминот Македонија од Битоле, од Библијата и да се замене со некаде со ова, некаде со она. Значи, некој цело време тоа му смета и сега ние таков од кефи, од мерак што смо и натливи као народ, ние обстануваме како народ. Ги гледаш нашите земале бугарски пасош, отишле у странство, останале долги години од странство, земале пасош таму, Германија, Швајцарија, кај да останале, се откажуваат. Од син оѓат, начин луѓето како тој личен гнев, пркос да го покажат. Не знам, не се вратил од Норвешка 20 години, а помогнал за да се направи црквата во неговото родно село, за да се обнови училиштето, за да се поделат на децата школска опрема, без никој да ги знае тие луѓе. Тие луѓе ги нема на телевизија, како вие што се платени од народни пари, што се фалат со шопарат со народни пари, тие од иселеништвото, кој што треба да го викаме, а не диаспората, од македонците во светот, што помагаат за Македонија, се многу повеќе. И заедно со таа млади македонски генерации, што не се дел од онаа каста на системот кој што е малцинство, а ќе бидат мнозинство во иднина ако останат во Македонија, бидејќи премногу паметните од нашите генерации премногу попуштија, па се надеваме сега дека оние помудрите, ќе бидете помудри као генерации, ќе бидете малку поиздржливи и нема да попуштите пред, ние викаме овче поле, пред простотилък, завидлък и неграмотност. Ќе видиме, само времето ќе може да го каже тоа. Желби и добри намери секогаш има, никој не вика дека нели ќе потпадне под нешто такво, ниту пак сака, но кога ќе дојде тестот, некако паѓаме на тестот. Не знам зошто е тоа така и ти викаме една од причините кои што јас ги гледаме, токму таа, немањето корен, немањето зошто. Значи немањето зошто, кога човек не знае зошто. Ај вака сега на прашање со прашање ќе ми извинеш. А зошто го снимаш овој подкаст? Не, добро, значи зборам, мислам јас го имам расчистено. Сега ќе ми дозволиш твојот личен пример да го приколаш, го зборам цело време. Работиш нешто сосема друго, воните те примерно за тие живееш од ова да плаќаш сметки така. Да. Ти ако гледаме на едно материјално ниво, трошиш ресурси лични за да го правиш ова. Па еве пример. Позитивен, како во Македонија секој може да си најде начин, не мора секој да снима подкаст, не мора секој да објави книга, не мора секој, ама кога ќе му кажат нешто за Македонија, нека провере прво дали е така. Кога ќе знае нешто за Македонија, прво нека го провере дали е така. Друго, кога ќе му кажат дека ние македонците сме, не знам, измислени нека иде у било кое село и нека ги праша колку од дедовците се
Ацо или Сашо крстени у бивша Југа, а не се крстени Александар, нека праша зашо. Добро, види, ама не можеш да го запоставиш фактот или да негираш дека навистина постои енергија, сила, пропаганда, не знам како да го наречам тоа, која што интензивно пробува да го раслои или На едноставно сите нивоа, да. да го видоизмени, ме разбираш? Па тука пак се Сваќањето. враќаме на моќта на индивидуата и личната слобода за и пркос према реалноста и желбата за сваќање и поимање на реалноста онаква каква што е, нели, кој со што се задоволува. Спомна корпус херметикум, имаме 5 сетила и сега дали се некој задоволува со оно што е опипливо од 5 сетила или има малку духовна интелектуална глад. Ако ја нема таа духовна интелектуална глад, џабе ќе си остане необработен, неиздалкан камен кој што не може да се гради нешто ново со тоа. Моментот кога го спомна човечкиот капитал, дека тоа е нешто кое што нели би требало ние да ставиме малце повеќе акцент како главна компаративна вредност, да кажеме на земја која што нема нафта, која што нема диаманти, која што не треба да има многу рударство, значи како нели еколошки неоправдано. Човечкиот капитал за Македонија можеби е најдобрата, најголемата вредност која што треба да се искористи. Ме потсети ќе се вратам на таа древна историја пак, на времето од Филип, кај што Македонија не била империја, така, значи тоа станало империја. Но станало империја зошто? Затоа што во времето на Филип е направена фалангата и е направена на начин на кој што не може да биде победена. Таа е непобедена од незиното основање. Значи, еве го тој човечки фактор, значи тоа не е, тоа е човечки фактор. Тоа е човечката сила, само што методот е војна. Но таа никош не била Ама победена. што имаме тука? Интелект. Интелект, да. Со многу помалку војска на друг начин спрема огромни единици. А што е тоа? Адаптирање на времето и користење на достапни ресурси за тогашното време. Истиот принцип, значи истиот принцип, човечкиот фактор, преку со човечки фактор да го освоиш светот. Видим кога прашуваме дали е јајцето или кокошката, значи од кај треба да дое промената, и ако се водиме по тој пример, значи фалангата не се направила сама. Некој ја создал, некој ја тренирал, некој имал визија за тоа дека треба така да изгледа. Па таа се појавила како последица на таа визија. После тоа, последователно мислам дека и денес е тоа случајот. Значи некој треба да има визија за да направи нова фаланга денес, нели во друг облик, и да трне да функционира на таков начин. Каде и да погледнеме, имаме наши успешни македонци, млади, стари, како и да наречеме. Има многу, да. Во многу области. Има Има многу, многу да. за кои што јавноста не ни знаеме. И забележуваме дека многу често нели некој од тука кој ќе отиде у странство многу побрзо успева и да на тоа е затоа што општеството е така скроено со ова што го зборуваме цело време, да ги отфрла најдобрите и да ги игнорира. Општеството е така како организам, така преживува, се јаде само од себе и затоа деволуира човештвото. И тој нов бран на интелектуална глад, духовна глад, од емотивно чувствување на дисбаланс помеѓу нештата што се представуваат како некакви во реалност, затоа што некој сеќа дека нешто не е така како што му го представуваат, кажуваат на телевизија, преку слогани, пропаганди, пораки и така натаму. Тоа е оноа што го движе нашиот народ и што ќе го предвиже, и на крај не бива сите да се иселиме од овде, мора некој да остане за да плаќаме нели даноци и давачки за политичарите да земаат плата и За да го изгаси светлото, да. Па светлото нема да изгасне за тоа што ево зашо. Еден од најголемите учители за Македонија во мојот живот, ќе го спомнам, Диме Жила го толкува символот на Македонија, двете сонца како нешто многу повеќе, и тој символ на Македонија, тие две сонца. Тоа не се 16 краци, тоа се две сонца по 8 краци. Имаш едно сега сонце и едно сонце што иде од там далеко и ќе дое. Новото сонце на слободата, ние денес го имаме. Како ево кај нас е бела зора. Зашо тие антички пеонци, дел од Македонското кралство, царство, што биле подоцна, градот им се викал Бела зора. Значи, зашо едно од последните палати на античкото Македонско кралство била таму? Зашо Кочорацин векови, милениуми подоцна бели мугри, нели? Ние па имаме сега новото сонце на слободата, и
таа свест на младата генерација и неприфаќање на авторитети, на насила наметнати стандарди од она што е системот, на каста што ја спомнав. И тој пркос на младата генерација е она што ќе ја одржи Македонија, бидејќи и многу да си отидат и да успеат надвор, два-тројца да почнат да се враќаат и да почнат да прават позитивни работи за заедницата, тоа ќе повлие и на останатите и така натаму ќе почне што велат Охриѓани си повлеквит да стане тоа еден циклус каде што спиралата веќе нема да иде инворд кон амбис и кон деструкција, туку ќе се одмота тоа. А за тоа веќе јазолот е пресечен Гордиевиот, бидејќи се случи референдум, бојкот, промена на име. Пресечено е, значи сега сме граѓани на Citizens of Republic of North, што сме, пишани на хартија, а у кодот, генетски, менталитет сме нешто сосема друго. И колку си го чуваме тоа и практично го применуваме во реалноста, во денешната, толку е поголема веројатноста да тие нови генерации, па можеме да се надеваме дека ќе имат подобар живот во Македонија. Ти си човекот кој што во 2012 дојде до големо откритие, односно нешто за што се верува дека е гробот на Александар. Не е докажано, но постојат добри шанси да биде таму, затоа што, ако не се лажам, до сега има 140 локалитети и повеќе, ако не. Тоа е податок кој што го кажав на рубу знаности, кој што го прочитав пред 15 години. Од тогаш нааму кој знаеше колку имал, значи има над 150 неуспешни потраги по гробот на Александар во историјата. И сега во близина на село Црнилиште, Свети Николско, во областа Канда, има еден геоглиф кој што по случај на нештата приметуваш дека, заедно со Домагој Николич, доаѓаат до некое сознание дека созвездието Касиопеја совршено го надвиснува или го осветлува или астролошки е поврзано со тој геоглиф таму. И дека туку има неколку параметри кои што се навистина вредни за разгледување, кои можат да откријат или барем да укажат дека тоа што се наоѓа во тој геоглиф таму е гробот на Александар. Не дај Боже да има гроб таму. Еве да кажеме дека е таму. Што би значило дека што би значило тоа за регионот, за Македонија, за општо досегашниот тек на настаните? Значи, ега да нема ништо под ридо и да отворимо и да најдемо шупло нешто празно и тоа е тоа. Зошто така? Ако има тело, му стојамо на главата, а некој со гој. Сум зборал за ова на под интервјуа на телевизија и така натаму. Да. Атма подкаст зборевме со Домагој за ова. Јас сега само за да не ја повторувам приказната како се случило истражувањето на геоглифот и итн, за да не и будиме некои духови и така натаму. Само ќе спомнам дека да немаше ништо под геоглифот, до сега ќе смркнеа половин рит и ќе покаже, ево таму нема ништо, сите овие професори што дошле од странство, што данеле опрема, што објавиле научни трудови за тоа. Мира врска немаат сите тие, сето тоа не е овоа било нешто рови. Нека се договорат од прва балканска ли, од втора ли, од прва светска ли, од кога се. И ровови биле ово и тоа е тоа. Да немаше ништо под ридот, ќе го откопа и ќе покаже дека нема ништо под ридот. За воля на истината успеав да ги иницирам првите неинвазивни археоакустични истражувања во историјата на државата, да донесам меѓународен научен тим од кој што сум ја веќе дел подолго време, иако веќе немаме некои активни проекти по тоа. Кој што има истражувано на многу свети места во светот, кој што без никакво уништување на природата снима звуци од оздоле, преку тие патерни определува што има. Не ни беше одговорено на барањето за георадар да донесеме во детално рубо знаности, го спомнавме со Креше, го вработивме. И поради таа моја активност за промоција на геоглифот, кој што Домагој го промовираше во рубо знаности 2012-2013, па 2014 правевме истражувања, па имавме научни трудови објавено.
па ја кај да идам по интервју секако, нели, геоглифот е тема и ќе бидам прашан за темата. Во Свети Николе помина на геоглифот над 10.000 луѓе во последните 11-12. Прашањето е што ако е таму? Значи, она што го кажуваш дека сте направиле неинвазивни истражувања, неинвазивни акустични истражувања, Археоакустични. археоакустични И археоастрономски. Кои практично не го оштетуваат местото, а ви даваат увид во тоа што би можело да биде подземје. И она што до сега го имате утврдено е дека таму има некои простори, има некој си тунел и можеби поголема просторија што асоцира на гробница. Но не се да претпоставиме ситуација дека е таму. Дека таму е гробот. Еве, сте му стоеле на глава, не знам, 15 години. Што би значило тоа? Мислам, Ти излезе змеја од зори, ќе ни зеде сите. Мислам, што докажува тоа? Како од некој неразбирлив страв кој што се буди во мене помислувајќи за нечие тело на некој голем воз, било како, значи било чие тело и кој тоа буди дисторзија од човечки ум, малку немир. Ние научните трудови, дел од кои беа Грци, значи оние научни конференции, рецензенти, од оние кои што мора поминат филтер за да бидат објавени тие трудови, имаше и Грци, се поминати таму. А нашите научни трудови се прави историјата на човештвото кој што поврзуваат можна локација на гроб на Александар или некој од неговото најблиско семејство во денешна Република Македонија. Никој нема објавено нешто такво, меѓународна научна литература зборувам, значи не зборувам за некој си напишал роман или книга или објавил или кажал на Facebook и на статус или на YouTube на видео. Такви има повеќе. Да, зборувам за меѓународна научна литература што поминало филтри, у соодветен формат, концепт, објавено, поминато филтри, requirements, бар побарување за тоа како да изгледа, како по кој формат со quote citations и у областа археоакустика и археоастрономија, нашите трудови се едни од најцитираните на Google Scholar у тие области у последните 10 години, поради методот, начини на истражување на работи и така натаму. И браќа Миладиновци имаат зборникот за Миладиновци објавена една за Александар кој е тргнал да ја бара водата на безсмртноста, па се вратил, па со сестра и така натаму и таму вика цар Александар е жив. И кој каже дека цар Александар е жив, ќе продолжи народ напред по пат. Наследството на цар Александар Македонски е живо во светското културно. Апсолутно, апсолутно. И Македонија наместо да ја гледаме како громница на нешто што завршило и што било некогаш одамна, можеме да ја гледаме како територија, како простор, како земја, како држава, како духовна сила од каде што па ако работиме сите заедно доволно може и да се разбуди нешто што би било добро и благопријатно за човештвото и дека таа трагањето по тие гробови всушност ни дава еден друг увид, односно што ни покаже истражувањето на геоглифот и целото тоа. Се дрзнаа 2014 јавни личности итана да ја коментираат стручноста на дел од тие луѓе што беа дојдени да истражуваат и така натаму. Со подсмев и подбивање кон некаков таков потфат да во јавноста да пуштаат тези, но еве спомнавме тоа донесе илјадници луѓе да ја посетат општина Свети Николе. Многу наши од диаспората, од иселеништвото Австралија, Америка, Канада, Европа, од Јужна Америка наши ми имат дојдено. Да, се сеќавам дека многу луѓе се смеваа со тој момент. И многу луѓе доаѓаат на местото и местото има една друга за која што не би зборувал, една друга сила која што ние измеривме преку технологии и машини, тоа е јасно измерено, кој чита и добро детално научните трудови ќе го разбере тоа. И што постигнавме со ова? Еве конкретно јас, откако
ми беа изигнорирани сите обиди во градот и општината каде што живеам за промоција на градот на едно друго ниво, со една друга димензија која што располага градот. Успеав на меѓународно ниво преку представување на овој локалитет во Македонија, да ја представам во Македонија не само на Балканот, туку и пошироко. Геоглифот го имаше на History Channel во Ancient Aliens, пример. За геоглифот и за нашите истражувања пишуваше Греам Хенкок, ги има спомнато во една од неговите книги. И тој има допрено до многу луѓе во цел свет. Има чуено за Dating with the Stars. Има достигнато, мислам, многу ме интересира. Герила маркетинг промоција на Македонија, типичен пример. Апсолутно, и секоја чест за тоа. Мислам, брилјантно изведено, но кога ќе стигнеш до таа точка, значи кога ќе стварно кој ќе башка ти си од Свети Николе, таму ти е. Значи многу е поврзано со се она што го работиш и го живееш на дневна основа. Добро, нели како се носиш со фактот дека се уште не е откопано и дека можеби нема се откопа никогаш? Многу јако прашање. Сам да ти не го доживееш, тој е рид, таму е достапен, отворен, кој сака може да отиде. Не, јас сум помирен со тоа. Затоа ти супер прашање. Пример, ако тоа не е дека на овој свет во ова тело, дека живеам во материјално тело во овој свет, ако тоа не се отвори, скоро сум помирен со тоа. Скоро сум, не целосно, скоро сум, работам на тоа. Зошто? Работам на тоа. Не е само тој геоглиф во овче поле. Има и други. Не е само тој рид што крие нешто. Има и други, не само овче поле, цела Македонија. Ако тоа требало да ја виде светлината на денот, ќе ја видела до сега. Реакциите на официјални институции, јавност, општински власти и т.н. спрема тоа истражување, мене ми покажаа и докажаа на какво ниво на свест сме ние како општество право. Касиопеја се огледува на геоглифот точно на роденденот на Александар Македонски. Како го вратиме календарот назад преку тие софтвери, гледаме сонцето изгрева точно у челото на лавот, што си има значење ако читаме антички извори како Аристандар врачот и велел на Олимпија дека треба да чека уточен саат да го роди Александар Итана. Ако земеме дека освен Пела, што ја знаеме у Беломорска Македонија, дека имало претходна друга Бела, дека имало повеќе, како што имало повеќе Солуни, повеќе Ерусалими, повеќе Царигради, имало повеќе Пела, Белазо и т.н. И такви градови со исто имаат различни периоди. И ако видиме каква е улогата на Пеонската кралска куќа у фалангата на Александар и колку они важно значење имат у фалангата и т.н. И како не заземаат страна при делењето на генералите на империјата, туку остануваат лојални до смрт на Олимпија, генералот нивни на Олимпија, на Роксана и на Александар IV, кој што не дочекал да стане крунисан цар на Македонија официјално полнолетство. Ние гледаме дека нешто тука се крие и сега у тие научни труди тоа е многу добро објаснато. Зошто научниот тим, не јас, туку научен тим, целот доктори на науки, професори од различни области, предпоставуваме дека овој рид би можел да биде поврзан со вечното почивалиште на Александар Македонски или некој од неговото најблиско опкружување. Самиот факт што до сега можеше да се покаже дека таму нема ништо од долу по ридот, мене ми дава некоја тивка сатисфакција и победа. Лична, уцелово, Дон Кихотовска, така да ја наречам, со ветерници. Бидејќи, еве да немаше ништо, до сега пак ќе повторам, ќе спуштеа пола рид, ќе покажеа немаше ништо, ама мојата работа во однос на тој рид е завршена. Јас моето си го направив, јас успеав да го анимирам научен тим, медиуми, новинари од други земји, истражувачи, какви се не амбасадори дојде во општина Свети Николе кај градоначалниците поради тој геоглиф по тие промоции на рубу знаности пред 11-12 години кога беа и направивме истражување, објавивме, поднесовме барање за георадар, не ни беше одговорено what else, значи шо уште.
треба да се направи. Job done, работата е завршена. Сум успеал у потфат преку навистина герила пристап и герила маркетинг кој знаеш што може да сване, што зборам, да го представам мојот роден крај на Свети Николе, што пред да биде автопатот Штип Миладиновци Штип да биде автото, бевме и слепа точка, тешко се стигаше. Дока нас и да се чуе за него не само на Балкан, него и пошироко, и па ќе кажем од цел свет. Работата е завршена и не чувствувам некаков предизвик за дополнителни истражувања, ниту пак да бидам дел од некакви идни, не знам, проекти на археолошки истражувања или итана. Не, дури тешко дека некој би ме убедил да бидам нешто такво некаков начин, затоа што оно што го научив за Македонија ме предизвика прво во последниве години да пробам да одучам многу други работи, односно да се одучам од тоа да се обидувам да покажам, докажам нешта на луѓе кои што не се спремни за тоа или кои што не го побарале тоа. Па така, по промоцијата не само на геоглифот на Овчеполието и на цела Македонија, меѓународно сметам дека посебно со гостувањето кај Крешо на Рубу знаности, сметам дека еден циклус, не сметам туку ја тоа го чувствувам и го живеам тоа дека еден дел од мојот живот, еден циклус на моја работа за личен развој, за промоција на прво родниот град и родното место и родниот крај Свети Николе, Овче поле и татковината Македонија е завршен. Со силите, ресурсите, можностите, обкружувањето кое што сум го имал додека сум го правил целото тоа деценија и пол, можеби сум можел повеќе, секако дека сум можел многу помалку. Јас знам и најблиските, не само семејство, пријатели, туку и оние гледачи на моите документарци, видеа, читатели на книги, блогови, си ме проверил на Google, си видел колку пати се појавувам по блогови, по списања, сега и по нови медиуми и така натаму. Доби една слика, предизвикав дебати у јавноста, луѓе имаат тригери да кажуваат дали ја и дома го сме били управо или не итана, и секаков некаков иден предизвик би ми бил да е тоа во прикладен формат на соодветно ниво за тежината на темава што ја зборам, затоа што овоа не е тема за да седнеме сега тука тројца и да се расправаме кој е управо, не е тема за коментари на социјални мрежи, не е тема за утринска програма на телевизија, не е тема за лесна книжичка што ќе ја прочита некој што ќе сване, туку темата е многу подлабока и посуштинска. Причината за целово е македонскиот идентитет и кој сме ние, пред се кој сум јас. Јас сум Никола од Свети Николе, што сум на гости сега кај Виктор и се чувствувам супер и ми е убаво и што ми е многу мило што јас со мојата љубопитност, може да со домашна библиотека да имам литература, па тоа да го проширам, да донесам и ја дома литература, да истражам. Дошол до спознанија, сум објавил книги, дел од нив уште не се испечатени, ќе бидат печатени, нови дознани и така натаму. А јас сум сепак Никола од Свети Николе, другари. Тоа нека се докажуваат други кој е постар и кој е понов во историјата и кој од кај доаѓа. Моето за некои работи си го кажав и се обидувам и многу ми е мило што имаше трпение тие што се посвети стварно на ресерч пред да го снимаме ова интервју сега, затоа што ако имаме можност да говорам јавно, оние што ги пратат моите, иако ги прегледат и оние што прв пат ме гледат, ги прегледат моите појавувања на телевизија, не знам, на моите канали што се на YouTube ставени. Ја многу ретко каде промовирам нешто да се купи некој мој продукт, нешто за да имам конкретна материјална добробит и тако. И не ми е воопшто не ми е била намерата, ни па јас сум сакал да бидам еден дел младечки, оноа бунтовнички, панќерски од мене, можеби сакал оноа да биде famous поради алтернативна историја и ова, но на ова ниво на свест, на оваа возраст, мене воопшто тоа не ми е потребно, јас се качам у Скопје од такси од локација до друга и неколку пати ми се имат човеко што го возе такси, тоа ми рече и Овче поле Александар Македонски геоглиф. А не ми треба тоа препознавање, ама отиде возот веќе, се случи, тоа излезе и муабетот ми е би сакал да се обидам со секој мој појавување во јавноста во Македонија, затоа што во Македонија се неам појавено по гостувањата во
Хрватска бев на рубу знаности. Еднаш бев во Атма, бев втор пат во Атма, сега ќе одам пак на рубу знаности, ќе се објави интервју на Атма во Хрватска исто така, и што прв пат на македонски медиум, посебно што со еден прекрасен млад човек кој тебе разговарам, да ги употребам приликите за јавни појавувања за пренесување на една друга порака, односно дека прво треба самите себе да се спознаеме, да реално да се погледнеме онакви какви што сме, самите како луѓе, како прво дали сме доволно ние луѓе, и човек за човека престана да биде човек. Прво самите пред себе дали сме си луѓе доволно, па после да се видиме за семејството, за другарите, за заедницата, за општеството. И е дојдено времето кога, кој што вика Крешо, да, клучот е во разбудениот поединец. Разбудениот поединец кој што е свесен, кој што е разбуден од тој децениски во Македонија сон на дека некој друг треба да мисле за нас, друг да има одговорност, знаеш. Ќе идам кај попот, ќе му се исповедам, ќе ми ги земам греовите, он ќе има. Ќе гласам за овие, и они ќе носат решенија за мене од партија, они ќе се грижат за мене. Значи, цело време другата, кај газдата на работа, како каже газдата, така, ја вака, онака, ако треба и колега ќе неко дошам, само мене моите во тоа ќе се разбуди се поголем дел од народ, кога ќе се разбудиме од конформизмот кој што живееме, кој што самите се втурнуваме се повеќе и повеќе, можеби ќе можеме нешто да смениме. И ти благодарам за можност овде да поразговараме. Се надевам дека не им сме досадни на твојата помлада публика со ова што го зборуваме. Не, види, значи ова е многу, според мене, насушно потребно знаење кое што е да ти викаш дека е достапно, дека човек може да го пронајде денес, и верувам дека е така, но исто така верувам дека никој нема да го направи тоа, затоа што едноставно за да се сублимира нешто, да се собере во ваков час и половина формат, значи ова е животно знаење и искуство од 10 години што го кажуваш ти сега на ваков начин. Така да е, затоа мислам дека е недостапно и премногу потребно да се демистифицира или барем да се разјасни одреден дел со огромната забуна со идентитетот наш, што се случува, значи ние да знаеме, да добиеме осет кои сме, што сме, зошто сме, што имаме, како да го чуваме тоа што го имаме, како да го уживаме тоа што го имаме, не знаеме да уживаме во нашите убавини, одиме на страна и така натаму. Затоа сметам дека ова знаење е толку потребно и фала ти на тебе за денеска. Мене беше апсолутно чест да ти имам, продолжи да бидеш каналот кој што сметам дека си. Едноставно продолжи да го пренесуваш тоа што го имаш во тебе, затоа што не верувам, знам дека не го правиш од профит, но убаво е и човек да оствари профит од време на време, нели? Потребно е, еве така да кажам. Така да јас ќе продолжам да ги читам твоите книги, продолжи да ги пишуваш и нели, се надевам дека ќе имаме прилика повторно да ни бидеш наш гостин тука на некоја друга тема, затоа што имаме многу теми со тебе што можеме да ги покриеме, но ова ми беше многу битна навистина да ја пројдеме. И фала ти уште еднашка. Ти благодарам за оваа можност и за да не останеме недокажани за македонскиот идентитет. Македонскиот идентитет е оној кој ќе види другар му, роднината, колегата, кај не му е арно у главата, треба да му направи добар муабет. Затоа што секој од нас има, нели, некоја внатрешна борба, некоја битка, секој од нас има. Дека кој ќе види постари на улица, на вамо, намо, у автобус, треба им стане, треба да им помогне. Дека спрема оно што го имаме овде као земја, колку и да не ни интересира минато историја, треба да се однесуваме со почит и со внимание, бидејќи многу генерации си го дале животот за ние денес, вакви какви што сме, да имаме држава каква таква. И македонскиот идентитет нека биде трагање по знаењето, голема скептичност и да се погледне сите огледало и да си видиме кој е најголемиот непријател на секој од нас. Фала ти. Фала ти на тебе.